Почитувани гледачи, добар ден! Добродојавте во третото издание на овој наш подкаст Демократски импулс. Јас сум Трајче Китановски, а вие нормално дека тука и само тука можете и ќе слушнете многу теми што се условно кажано забранети во нашите медиуми за да се говорат, така да затоа меѓу другото токму и затоа треба да не гледате нас. Денеска ќе ни биде гостин Јорго Огненовски, председателот на Демократи. Добар ден и ви благодарам што прифативте нашата покана. Добар ден, благодарам што ме поканивте и благодарам бидејќи Демократски импулс како подкаст нов на сцената на Македонија е нешто што дозволува, и тоа го сватив, секој граѓанин во Македонија што живее, што сака да каже, што има нешто добро да каже, да понуди решение на нашите проблеми. Гледам дека кај вас е добро дојден и благодарам што го организирате. Токму така, тоа е и нашата првична идеја. Најнапред би сакал да ве запрашам дали политичкиот систем во Македонија е фер кон помалите партии. Дали ги фаворизира големите партии или би го пофалиле, па например можеби? Ме насмеавте. Политичкиот систем во Македонија. Прво, политичкиот систем во Македонија е криминален систем, а поготово зборуваме за фер помеѓу по-малите, вие велите, јас викам по-новите или по-големите наводно партии, тие не се по-големи партии, тие за жал се поголеми во криминал и злодела што имаат направено овие последни 33 години. Но сакам едно да кажем, не може да биде фер затоа што да почнеме прво од самото финансирање на политичките партии. Политичките партии се финансират на повеќе начини, една од начините покрај донации, чланарини и така натаму, од луѓе и фирми, е од буџетот на Македонија. И тоа е 0,10% од вкупниот буџет. Партиите кои што се на власт секојаш добиваат милионски суми, евра, поточно, а ние добиваме, ако заслужиме малце, бидејќи одиме на избори, негде 40, 50, 60.000 евра. Кој малце поќе, кој помалце. И сега можете да замислите дали е фер. Второ, со самото одење по избори, ние добиваме уште помалце средства. Пример, последната година, ова година, кога беа изборите парламентарни, ние како партија Демократи добивме од државата 9.000 евра да се финансира цела наша кампања, додека некој ќе го јаде месото, коалицијата на ДПМН СДС по 1.5-2 евра и така натаму. Значи нема фер, овде кај нас све е направено, донесени се овие закони, јас ги викам криминални закони, на легален начин во собрание. Си претпоставувам дека знаете дека има кај нас партија што сама се финансира како што велат. Замислете си членовите нивни од плата, процент, не знам дали 30, дали 10-20, не знам, процент давале морало во статутот на партијата било наведено дека мора секој член од плата да издвојува средства. Дали е ова легално? Не знам, не сум правник, не сум погледнал дали е легално или не, само едно знам, дека ние во нашата партија чланарина, ако имате пари ќе плаќате, ако нема да плаќате. И од друга страна, кога спомна, се разбира партиите кои што се на власт вработуваат на еден нелегален, ние го викаме криминален начин, своји гласачи, полтрончина, лепачи на плакати, измислуваат секакви видови на функции по јавните, знаеме, по државните институции, и тоа се стотици илјади луѓе кои што се преку 150.000 и повеќе вработени. Тие не само што му бараат најверојатно да од нивните плати да спонзорира поточно да поддржуваат партијата. Во кој својство, на кој начин? Во кој свој, па видите, доволно да му се каже председател и тие главните. Там да каже мора да одделувате 5-10-15% од платата. Значи председателот и папата што ќе кажат? Па не се разбира, бидејќи тие буквално ги вработиле. И со тоа, фактички, не само, спомнав еднаш, пак ја кажам, не само што се
политичките партии за време на кампањите и преку годината, измеѓу кампањите, земаат огромна сума на пари во споредба со помлади политички партии, како демократи, тие фактички преку нивните вработени си ги финансираат, преку нивните плати се разбира, се работи за стотици милиони евра, кои што се земаат, јас тоа го викам плачка на народниот буџет, за да може да си финансираат своите гласачи. Значи, ако ве сватив, фрли рибче, фати крапче, некако така тоа доаѓа, ја ќе те вработам, ти ќе ми враќаш мене пари и се тоа легално. Како што треба да биде. Се е можно во Македонија, бидејќи за жал нашата држава не е држава, напротив е криминална држава, а нашата држава составена од криминалци, функционери, политичари кои што 33 години ја ништат и ја тотално уништија, да можам слободно да кажам. Дали чувствувате некоја своевидна, би рекол, медиумска изолација, вие како демократи, не како личност? Дали мислите дека демократи се цензурирани на некој начин во нашите медиуми? И ако е тоа така, зошто е тоа така? Каде го гледате проблемот? Па ние постоиме 6 години како политички субјект. Што значи дека не сте од вчера? Сепак. Да, сепак и учествувавме на избори, на локални, на парламентарни. Кога беше на парламентарни учествувавме 2 пати во сите изборни единици. Исто така и на локалните учествувавме. Значи можам слободно да кажам дека во овие 6 години мене како председател и некои наши членови од партијата може да се 2-3 пати повикани, 4 пати по телевизија, со исклучок што еве имаме некоја шанса да не вика почесто телевизија 24. Ние сме тотално блокирани од овие медиуми, затоа што веројатно имаат наредба од партиите на власт, бидејќи ние ги критикуваме и нудиме решенија, не само критики. Веројатно тоа посебно се истакнува за време на избори. Тоа за време на избори... Дури да платиш не може да... Тоа е точно за време на избори, но и пред избори и секогаш. Затоа што ние имаме во повеќе телевизиски куќи, поготово националните телевизиски куќи, политички емисии кај што наводно не се плаќа, можеш да бидеш поканат, тука не е тоа реклама, кога се рекламира сигурно ќе си платиш и така треба да биде. И ние сме блокирани и мене ми е драго што еве излезе еден подкаст квалитетен кој што сака просто кажано да дозволи граѓаните, политичките партии, председателите и нивните членови да дојдат на овој подкаст и ако имат нешто да кажат, да понудат идеи како да ги решиме овие проблеми. Ви благодариме, но вие во Америка, ако не се лажам, сте живеле 3 децении. Вие сте дипломиран економист. Во Америка сте имале 2 фирми за филм. Така да имате големо искуство околу економијата, би рекол. И знаете како функционира Америка, посебно на тој бизнис план. Како би решиле ситуацијата, економската ситуација во Македонија? Видите, многу едноставно. Ако погледнеме сите развиени држави во светот, имаат една и единствена цел, да имаат врвна економија. Да имаат врвно производство, врвни иновации, врвно образование, врвни научници, иноватори. И тука се финансира од страна на државата и се разбира приватен капитал и целта е да се произведе нешто. Дали е нов производ или е стар производ кој ќе се усоврши. Значи, секогаш, ако во една мојна држава, еве ќе ја спомнам, пример, ќе спомнам Печес да биде, се разбира, Соединетите американски држави, можам да спомнам Германија, Русија, Кина, Јапонија, Јужна Кореја, Австралија, Турција. Значи ги спомнувам овие држави каде што тие имаат свое производство, имаат научници, врвни научници и повеќето научни достигнења, дали тоа е во медицината, дали е тоа во индустрија за коли или индустрија за авиони, доаѓа од кај нив. Толку ли е тешко само да се пресликаат успешните модели од овие светски земји?
да се преслика тука кај нас барем нешто слично? Не е воопшто тешко, затоа што ние за жал 33 години до како независна држава на власт доаѓаат луѓе, прво се неспособни, второ немаат визија, трето имаат она што го јас викам чувство да не се работи, да не се изработи позицијата министер на не е битно на што директор или премиер или председател. Важно е да се земи плата, ако може на некој тендер, некој од овие луѓе да украдат некој динар, да го испразнат нашиот народен буџет. Целта му е нивна, но најважно по моје мислење што треба е ние како граѓани, како гласачи треба да мислиме пред да одиме на гласање. Прво треба да дознаеме биографија на тие луѓе што би требало да ги гласаме. Кои се тие луѓе? Каков успех имаат во последните 20-30 години? Ние не можеме да гласаме, нека извинат младите за младите за 25-30 години и да ги правиме премиери и министри или не знам што, кои што немаат доволно искуство во живото, работно, животно и така натаму. И исто да видиме тие луѓе дали имаат афинитет да работат вредни или имаат афинитет да крадат, да лажат. Имавме градоначалник во една од скопските општини кој лично знам дека луѓе го чека пред врата, а он играше Дота на компјутерот, така да на жалост до некаде би се сложил. Видите, да завршам мислата околу економијата, ние како демократи едно велиме. Значи пак ќе кажам и секогаш го кажам, во нашата програма имаме зацртано секоја година наредни 10 години да се инвестира по 2 милиарди евра во економијата, во капитални проекти, за нас капитални проекти се фабрики, производствени погони, електрани и туризмот се разбира, земјоделството, да се изградат фабрики, мини фабрики, помали фабрики кои што ќе ги преработуваат земјоделските производи и така натаму. Сакате да кажете државата да изгради фабрики? Државата заедно може и во соработка со приватниот капитал, тоа се вика партнерство, значи, и што е многу важно, ако нема кој да вложи во оваа држава, ние не можеме да чекаме луѓе да доаѓаат од странство и да вложуваат и да ни отварат фабрики. Еве зошто ги направивме овие индустријски зони, наводно да привлекуваме капитал, да отварат производствени погони. Дали се доволно индустријските зони? Ма не е тоа, не се доволно, тие се тотално недоволно, видите само една работа. Ако ние се оставиме некој друг од светот да доаѓа, а тие доаѓаат, да ви кажам зашто доаѓа, затоа што тука е поевтина работната снага, мисля дека ќе направат повеќе профит. Но независно, нека доаѓаат, тие се добродојдени, имаме случаи како во Битола има 6-7 милијади вработено во Кромберг и Шубрет и други места, други градови каде што се вработуваат луѓе. Јас немам против да доаѓа странски капитал, но ние треба да сватиме дека нашата држава треба да вложува 2 милиарди евра и со приватниот капитал во партнерство или, ако нема, тогаш ние ќе го правиме тоа. Ние немаме централи за производство на електрична енергија. Зошто, например, како Чебрен што е, ние не инвестираме тој наш да биде, на граѓаните, на народот. Зар треба стално некој приватен капитал да биде инвестиран за нешто да правим? Јас зборувам, не можеме ние да земаме кредити од 500 милиони евра или 5 милиарди евра или милиарда евра и да ги даваме тие пари по општините на неспособни градоначалници и советници, еве ќе изградат некоја тротоарче како секоја што викам, некоја улица и некоја градинка и ние така ќе одиме напред. Па луѓе, јас како дипломиран економист и знам зошто Америка, зошто Германија, зошто Кина, зошто Јапонија, зошто Јужна Америка оди напред, имаат производство. Во сите овие држави, ако погледаш, пример, индустријата за коли, Германија има светски брендови, Јужна Кореја, Америка, Кина се почнува да ваѓа неверојатни производи. Значи, ние не можеме да одиме напред без производство, поточно без инвестирање во економијата. Без економија нема ни да имаме
образование, бидејќи ќе немаме пари да инвестираме, нема да имаме здравство, нема да имаме пензии, нема да имаме ништо. И на крајо нема да креираме нови вработување кои што ќе можат младите и повозрасни стручни кадри да се вработат и да заработуваат по високи плати, поголем стандард. Кај ќе ги вработиме? Како досега, ќе ги вработуваме во државните институции. Па нема веќе место. Не само што нема веќе место, и тие еден ден ќе почнат да ги бркат, а и за нив се чувствувам жалосно и ги жалам, бидејќи тие се едни обични луѓе кои што се вработени за 25-30 илјади, со тие пари не можеш да живееш во Македонија. Нова скапотија, кои што се уценети, мораш да гласаш, мораш да не слушаш, тие, јас, како што кажав, ги жалам тие луѓе. Значи, нас ни треба државата да почне да инвестира во капитални проекти.